вечер од Вашингтона, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Неколку авиокомпании во Европа решија да летаат 5 дена откако беа приземјани заради чадот и пепелот што ги произведе вулканот во Исланд. Со ова ги започнуваме вестите за денеска. Според Европската агенција за контрола на летањето Евроконтрол се очекува денес да бидат активирани најмалку 50% од летовите. Авионите започнаа да летаат од Париз, Мадрид, Амстердам и Франкфурт. Летовите во Британија се уште се во прекин поради нови облаци на вулканска пепел кои се движат во правец на земјата. Британската служба за контрола на летање доцна понеделникот јави дека ерупцијата на вулканот повторно засилила. А од другите вести, јапонскиот автопроизводител Toyota објави од повикување на околу 34.000 луксузни спортски модели продадени во светот. Меѓу повлечените автомобили ќе бидат Lexus GX 460 од 2010-та и неколку модели на Land Cruiser Prado, откако американски магазин со препораки за купувачите Consumer Reports објави дека возилото има ризик по безбедноста. Американскиот Space Shuttle Discovery слета во Вселенскиот центар Кенеди во Флорида по претходниот неуспешен обид за слетување поради лошото време. НАСА се надеваше дека Discovery ќе пристигне на земјата утринава в зори, но заради дождот подоцна се обиди уште еднаш. Вчера беа откажани други два обида за слетување во Флорида. Леброн Джеймс постигна 40 поени во победата на Кливленд Кавалиерс против Чикаго Булс со 112-102 и победа со 2-0 во меѓусебните дуели во плейоф над преварите на NBA. Дебатата за здравствената заштита во САД е далеко од тоа да биде завршена и покрај изгласувањето на новиот закон за нејзина реформа. Истражувањата покажуваат дека половина од американците немаат доверба во здравствениот систем. Некои бараат поништување на новиот закон, а некои пак се двоумат дали да побараат помош дури и по срцев удар, бидејќи стравуваат дека ќе немаат пари за неа. Американците се исто толку поделени околу здравствената заштита, колку и пред председателот Барак Обама да стави подпис на новиот закон за нејзина реформа. Демонстранти четвртокот во Вашингтон бараа поништување на законот. Тврдат представува несовесно трошење. Американци сме, ова е наша земја, ја земаме во своји раце. Според анкета на Associated Press и истражувачката група ГФК, 50% од американците се против новиот закон, а најповеќе оние во групата постари од 64 години, загрижени дека заштитата ќе биде погодена од скратување на владини средства за болниците и други здравствени институции. Анкета на истражувачката компанија Ipsos и на Reuters пак наведува дека само 51% сметаат дека може да добијат адекватна нега што не е скапа. Друго истражување покажа дека американците без осигурување одлагаат да појдат во болница дури и по срцев удар. Лекарот Пол Чен бил меѓу истражувачите. 49% од неосигурените во просек чекале по 6 часа пред да побараат помош, а 45% од осигурените, но загрижени колку ќе чини негата, исто така чекале преку 6 часа пред да го сторат истото. Лекарите наведуваат дека помошта е најефикасна ако се пружи во првите 2 часа по ударот. Лари Скот сега е во количка. Одолговлекувал да појде во болница затоа што бил загрижен колку пари ќе треба да даде. Ова немаше да се случи ако имав здравствено осигурување. Ке бев згрижен веднаш. Истражувањето што опфаќа 3700 пациенти со срцев удар е објавено во журналот на Американското медицинско здружение. Вчера во Вашингтон беше ден на протест, главно во поддршка на правото да се има и носи оружје. Денот беше избран на годишнината од почетокот на Американската револуционерна војна во 1775. Во продолжение ќе ви кажеме повеќе за тоа што ги донесе овие луѓе овде. Концентрација, проценка, прецизност. За Роб Вивер овие зборови опишуваат неговата страст. За мене ова е зен. Кога стоите таму, кога целите, постоите само вие, вашата мета и прстот што го повлекува орозот. Ова е љубов за многу американци. Американската повелба на правата, особено вториот амандман, им го гарантира правото да поседуваат и носат оружје. Сојузните држави ги детерминираат законите што се однесуваат на чување и носење на оружјето.
Вивер вели дека би умрел бранејќи го вториот амандман доколку е загрозен. Мислам дека може да видите револуција во оваа земја, но не за соборување на владата, туку за востанување на владата на нејзина уставна основа. Собствениците на оружје веруваат дека демократската администрација ќе се сврти против вториот амандман. Председателот Обама, како законодавец, не беше за неограничени права во однос на оружјето. Затоа оваа година поддржувачите решија да дојдат. Тие веруваат дека правилно ја толкуваат волјата на основачките татковци на нацијата. Вториот амандман не е расно прашање, не е прашање на прости и образовани луѓе. Тоа е американско прашање. Верна Лонг летала многу часови да дојде на собирот. Вели дека нејзиниот глас ќе се види на гласачкото ливче. Ке продолжиме да гласаме, се додека не избереме луѓе кои разбираат што значи уставот за нас. Други собственици на оружје отворено го покажува, стоејќи на границата на Вашингтон, на почва на Вирџинија. Вирџинија дозволува јавно носење на оружје. Но не се сите среќни со жестокиот говор на поддржувачите на оружје. Ова е Америка, одговараат, ако не ви се допаѓа, одете си и однесете го оружјето со вас. Трети сакаат само да се заакнат законите. Единствено сакаме да спречиме оружјето да дојде во погрешни раце. Мора да се вршат проверки на лица за да се спречи опасно ментално болни да дојдат до него. Темата за оружјето и американците продолжува од една во друга администрација. Утре во Newsflash, нова дискусија за потеклото на човекот. Ова беа вестите за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А за најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.